Тие слегват, јас после се... И официјално добре дојдов во Црна Гора, до пустината Сахара, Алпите, Грузија, во Ерменија, во Кападокија. Јас сум Ташето и ова се моите патувања. И здраво на сите и добре дојдовте во уште едно видео во кое што патуваме со Ташето. Дојде конечно време за моето прво патување за оваа година, односно првото поголемо патување за оваа 2026 година. Патување кое што го започнувам со мојот нов мотор кој го сменав пред само една недела. Значи денес сме недела, јас го сменав во понеделникот. Станува збор за Motomorini Ultrahike 450, значи мотор од 450 кубици со 2 клипа, 44 конски сили. Ќе ви го покажам во текот на денот малку повеќе, а кога ќе го завршам патувањето на кое што сум тргнал, планирам да направам едно ревју видео во кое што ќе можам да ви кажам малку повеќе детали за моторот, а воедно и тоа ова патување ќе биде еден добар тест за самиот мотор. Денес е 7 часот наутро, значи свеже малку временцето, требаше аз вчера да тргнем, меѓутоа за секаде вчера беа најавени дождови и затоа го одложив патувањето, односно почетокот на патувањето за денес. 7 часот наутро, моторов си има и греачи на рачките, си ги пуштив сега да ми ги топлатува во рацете, а денес јас ќе одам, значи од тука од Битола тргнувам низ Ресен, кон Охрид, покрај Охрид, кон Дебар, низ граничниот премин кај Дебар, влегувам во Албанија, по новиот пат возам кон Тирана, од Тирана нагоре кон Црна Гора, влегувам во Црна Гора, низ Будва поминувам, преку Которскиот залив, влегувам во Хрватска, покрај Дубровник, значи малку почетокот ќе го фатам на Јадранската магистрала и влегувам во градот Неум во Босна и Херцеговина, каде што планирам да преноќам. Воедно, иначе истовремено Неум е единствениот град во Босна и Херцеговина кој излегува на море, и тоа на Јадранското море. Така да денески има малку повеќе за возење, ме чека малку повеќе, Google Maps негде ми вали 9,5 часа, но со паузи едно друго може би тоа ќе бидат и 11 часа, значи ако сега е 7 часот наутро, јас во Неум би требало да пристигнам, ако е секако што треба, некаде кај 6 часот по ручек. Значи моторот ви реков го зелов пред една недела, значи со 2 клипа е, одма се осеќа разлика, помалку вибрации, едно друго и сила поголема малку се разбира, сепак ова има 10 коња повеќе, односно 44 конски моторе. Гледав да го возам што повеќе неделава, да го навикнам малку повеќе за во исчекот на ова патување и се фокусирав на тоа, не успеав да истражам точно какви опции има, биејќи има некој офроад мод тука, има навигација самиот мотор и некои такви работи, меѓутоа немав толку време да ги истражам тие работи. Фокусот ми беше на тоа да го навикнам да го возам моторот и се надевам дека го навикнав, се осеќам дека го навикнав, многу е лесен за возење, едноставен, така да не би требало да имам некои потешкоти во однос на возењето. Сега тука излегувам јас од Битола, сум на излезот кон Охрид, каде што веројатно ќе ми биде и првата пауза за денес. Тука ќе направам една пауза покрај самото Охридско езеро, може би и малце потаму, но сепак останува да видиме што ни носи денот. Јас пополека веќе се наоѓам на влезот во Охрид, меѓутоа нема да влезам во Охрид, барем нема да поминам низ центарот. Ќе ме шлепнеше малце варно, преги ми се лепи. Туку само тука на овај кружен ќе заминам на првиот излез со цел да го обиколам Охрид, биејќи немам намера да се задржам во Охрид. Само поминувам, значи ова е булеварчето со кое што го обиколувате Охрид, доколку сакате да одите да се движите кон градот Струга. Гледам тука наместиле исто така Safe City камери и во овај град и во Охрид, така да ќе се внимавате и тука. А иначе моторчево е баш лесно за возење, амортизација има премногу добра, значи спие по патот,
вибрации, речи си да нема баш некни со другар ми ове се возевме, рече дека помалци од кај него дори вибрации има, така да навистина си спие моторчето. Иначе кога веќе го спомнав јове, овој држа за оваа камера ми го даде тој, да се заблагодарам многу треба, бидејќи навистина одлично одговара држачот, баш ме снима како што сакам и баш се наоѓа на соодветно место каде што нема да смета на ништо, а сепак ќе фаќа добар кадар. Сега тука е време да завртам јас кон градот Струга. Тука правев фактички автопатот од Охрид до Кичево, кој се уште се прави. Не знам дали има дел од автопатот пуштено, дали немаат, немам од лани тука поминато. А штом ќе се вратам од патувањето, Боже здравје, веројатно ќе поминам, па тогаш ќе видиме сите докаде е процесот на изградбата на новиот автопат. Од левата страна тука веќе во далечините ни се наоѓа Охридското езеро, ветровито е доста, па со тоа и езерото е брановито. Во позадина темни облаци над планините. Јас кратка пауза пред Струга, сонце има, начекав туково, меѓутоа дува многу, но сепак добро. Иначе еве го моторчето ново, многу го си брчи. Така е повеќе како за офроад ориентирано, меѓутоа одлично и за вака за возење по асфалт. Сега продолжам кон градот Дебар, каде што треба да влезам во Албанија. Јас веќе се наоѓам на влезот во Дебар, да турам пред да ја напуштам Македонија бензин тука да дополнам и продолжувам. Турив јас бензин тука дополнав. Многу добар човекот што ми тураше, дури ме праша како сум. Прв пат на бензинска станица сум прашан како сум. Сега влегувам во Дебар, меѓутоа само поминувам низ Дебар, се упатувам кон граничниот премин. Како се викаше граничниот премин на правот на јазикот ми името на БББ Баир. Не ми текнува. Во секој случај граничниот премин кај Дебар. Тука сега на кружниот, дали на овој, дали на следниот, лево треба. Меѓутоа мислам на овој. Немам пуштено се уште навигација, веќе го знам патот, но сега штом влезам во Албанија, правам и пауза, пуштам и навигација и ќе терам така. Сепак онаму кај Тирана ми треба навигација, се снајдам. Прекрасно зелено, сепак ведро, докаде што не започнуваат облаците. Тоест не е ведро, туку е чисто за гледање, освен нормално врвовите на планините се уште се под облаци. На моменти коловозот скоро секаде беше претежно влажен, на едно место почна да роси така, меѓутоа не беше ништо страшно. Пристигнав на граничниот премин, македонска страна. Доста брзо поминав. Други мотори чекаат. Гужвич немаше за влез во Албанија, меѓутоа гледам има редица малце за влез во Македонија. Сега додиме да видиме на албанската страна од границата каква е ситуацијата. Од тука не можам да забележам некои гужви, дали ќе бидам изненаден кога ќе стигнам покрај самата граница, останува да видиме. Опс, никој. Одлично. Една кола. Доста брзо поминав и на албанската страна од границата. Сега официјално добре дојдов во Албанија. Ќе застанам сега тука некаде на мала пауза, ќе направам и потоа продолжувам понатаму. Таман да си го поставам и GPS-от.
и да биде се подготвено за патот што ми следува. Ќе треба некаде натаму да се движам, гледам во сенка, се изгледа ќе нема многу сонце пак по патот, но се издржува, иако е свежо времето, некаде 12 степени, но сам бидејќи опрема, не ви кажав се поднови за опрема нова, имава и слој за дожд, и го кладов и термослојот, така да не ми е нешто многу ладно, не може да се пожала. Грајачите си ги пуштив цело време, со летни раквици сум, многу е подобро за возење. И сега доаѓаме до кружниот, каде што јас ќе одам лево по новиот пат што води кон Тирана. И веднаш штом завртам, планирам да застанам. Некаде потаму. Направив јас пауза тука една. Сега време е да продолжам кон Тирана по тој ново изграден пат, за кој имав видео исто така го има во едно моје претходно видео, кое што можете да го погледнете на мојот канал. А сега јас да возам малку. Иначе причината поради која толку многу возам денес е бидејќи крајна дестинација не ми е Балканот, треба да стигнам на друго место, така да сакам што повеќе да извозам сега на почетокот и потоа малце да видам таму пораед во возењето. Меѓутоа ќе се враќам пак по истиот пат, пак ќе се враќам низ Западен Балкан и тогаш веројатно ако имам време ќе прошетам малку повеќе. Односно сакам да ги видам и Плитвичките езера, можеби на Биоково пак да се качам, водопадите Кравица во Босна можеби пак да ги посетам и слично. И пристигнав јас во Тирана, одма започнуваат гужвите, а патот од Тирана до Скадар секогаш кога и да сум го врвел до сега бил исполнет со гужви, колони и многу жештина. Меѓутоа како што ми беше свежо денеска цел пат, сега ве го почна да затоплува и дури рачунам на таа жештина, се надевам дека ќе има и овој пат. Сонце веќе почна да излегува малце, само што спекнува одма. Ја менува топлината, не е како кога е облачно. Меѓутоа сепак е пријатно вака последно свежо утро и облачно време, односно возење на облачно време. Убаво е малку да се смени и да се повози под сонце, чувствувајќи ја топлината. И мислам дека е редно време да намалам со чекањето. Моментално ја преминувам реката Дрим, која што е комбинација од реките Црн Дрим и Бел Дрим. А со тоа се наближувам веќе се повеќе и до границата помеѓу Албанија и Црна Гора. Таму ќе направам и една пауза. Сега треба тука знаменен мост да преминам. Откако ќе го преминам мостот, веќе ќе го имам чувството дека сум скоро на граница. Многу коли некако раздвижено. Што сторе мостов цел со коли е? И пристигнувам на границата. Охо, многу мотори.
И официјално добре дојдов во Црна Гора. Доста брзо поминав, мислам доста брзо пак, спрема гушвите што ги видов, брзо беше. Помине полицаец, ни ги собра на сите со моторите што бевме пасошите. Му ги остај таму и после само кога стигнавме до тоа кај ше задавање пасошите, само ни ги вратија и продолживме, влеговме во Црна Гора. Сега до Неум Google Maps ни вади уште 5 часа, садот е 2 на ручек. Така да имам доста за возење, а до границата помеѓу Црна Гора и Хрватска имам 3 часа и 15 минути според Google Maps, така да може и за сонце да ме фати кога ќе стигнам во Неум. Не знам колкави гужви сега ме чекаат околу Будва. Минувам низ градот Бар, јас моментално со намера да одам кон Будва и од Будва кон Тиват, Тиват со Трех, Херцег Нови да влезам Хрватска. Не зборувам многу, гледам Неум да стигнам побрзо. Има од Црна Гора на мојот канал многу видеа, многу пати сум бил, многу бава земја. Можете слободно да го погледнете, да ги погледнете останатите видеа, ќе видите повеќе видеа од Црна Гора. Времето е многу пријатно, веќе сега е топличко, ама не е жишко. Баш е пријатно, онака идеално за возење. Тука десно треба, не право. Тука нешто патот го прата, мене движењето ми се движи споро и мачно од причина шо кацигата изгледа требаше еден број поголема да ја земам. Ме стега во горниот дел на главата многу и има момент кај што морам да застанам да ја извадам. Бидејќи многу ме боли главата од тој момент и тоа се случуваше денеска на 30 минути, некогаш и на 20. Ми текна да импровизирам малку, бидејќи сватив дека ме боли, бидејќи допирам многу глата на школката од кацигат. Си ја кладов марамата одгоре, па искрено помага. Не го решава проблемот, меѓутоа го ублажува и ми го продолжува периодот на нормално возење. Сатот е, колку е, 4:10 е сатот, а јас до Неум, до Неум имам уште 3 сати минимум. Сега треба и траекче да фаќам преку Которскиот залив, да не вртам низ Которскиот залив. И не знам то колку ќе одземи, обично има одма траекти, но сепак останува да видиме. Значи сега ако е 4:10, значи 5, 6, 7, пред 7 јас нема да стигнам во Неум сигурно. Размислувам опција дали во Херцег Нови да ја поминам ноќта, најдов и таму сместување, бидејќи немам ништо резервирано. Баш поради оваа причина не знаев дали ќе успеам да стигнам до градот Неум во Босна. И сега размислувам дали во Херцег Нови. Меѓутоа 4:10 има време пак. Ама не знам, ќе размислувам сега како што одам. А нешто ме чешка од преѓа во левата нога, ми има некоја бубачка влезе, но ме скокотка. Морав јас пак да застанам, си букирав смештај во Херцег Нови. Тука ќе поминам ноќта, сватив дека нема да стигнам без да ме зајди сонцето во Неум, Босна и Херцеговина. Па утре Божи здравје, продолжувам из Хрватска. Не сум всушност, смештајот не е во градот Херцег Нови, меѓутоа е во непосредна близина, некаде 40 минути пешки од Херцег Нови. Така сега ако имам време, ќе немам што да правам, ќе си попешачам малце вечерта. Меѓутоа прво да си скапаме до друго во апартманот и потоа се отом потом. Поминувам тука покрај Тиват, го обиколувам, се упатувам кон Котор, кон пристаништето каде што има трехти што го кратат возењето околу Которскиот залив, односно доколку не сакате да го вртите Которскиот залив, можете едноставно кај најтесниот дел, фактички кај протокот што ги спојува Которски залив и Јадренското море. Тука во најтесниот дел има тректи што постојано се движат. 10 минути е некаде возењето и толку, дали беше, не се сеќавам сега точно. Многу е кратко, така да се насе може со се карта купување може ќе ве фати 20 минути максимум.
Ќе видиме сега точно мене колку ќе ме фати, меѓутоа требало би да е брзо. Прекрасно е морето, тоа што е облачно, времето го прави така темно, меѓутоа интересна темна боја. Од другата страна е градот Херцег Нови. Видете колку е прекрасно. Пристигнав јас тука кај траектот, сега да видам кај треба да најдам карта да купам. Тикетс, еве тикетс. Кој брод? Ова е први сад. Првиот? Тие да слезат, после јас се качам. Тие слегват, јас после се... Одлично. Значи, еве, одма да слезат и се качвам јас. Кај да ги чувам сега листоите, значи кој ќе ми дадат вака листои. Место. Додам? Поминавме со траектот. Еј, шо е вака улица? Колку време не изброев, меѓутоа брзо веќе, не знам, 15 минути може се нас се фати. Така да, во секој случај, сега имам од тука до сместувањето што ми е резервирано 28 минути. Не видов колку ја апарат, платив картата 2,5 евра да не пишеше. Ќе видам на ливчето, после ќе ви кажам джеп ми е со терминалчето од картичката што ја типнав. Сега иначе треба и бензинска да најдам, ово ќе биде ако има некоја попат да застанам и бензин да турам. И за утре да ми биде спремен моторот само за возење. Се обидувам да го најдам апартманот. Е интересно, реки че малце удолно тука, ама нема врска тука право. Тука после треба да е кое? Ова десно. Да видам, да проверам, морам. Не беше то. Треба да ја барам адреса 85. 85 нешто ми вели дека ќе биде ваму надесно, да, ете бајчето. Леле, ако нема да се заврти негде напред, ќе биде интересно.
Не ви ја покажав собата, ќе заборавев. Значи, ова е собата, буквално кревет има еден за двајца, има балконче, многу добро балконче. И моторот видов таму долу ми е оставен, има WC, онака е WC-то, не е нешто вау. Меѓутоа брка работа. Приватно е само за соба, не е да речите да го делите со некој. Тука плаќа, мислам дека 26 евра тука платив од ноќ, така нешто. Сега ќе одам малце покрај морето, негде кафе сакам да пијам таму покрај море, да почилам, што би рекол народот Джензи, и да го направам планот за утре, пошто планот беше јас Неум денес да стигнам, ама сега пошто не стигнав Неум, од тука до Неум има 2 сати возење негде, барем 2 сати возење, така да ќе видам планчето ново да го направам за утре. Ti Sanja kuće. Ma ja. Ma ja. Na vas dvoje. Evo sad dođete van. Овој шетнав, пијав едно лате, негде, што знам колко платив, 2 евра и 30 центи, не е нешто многу, е поскапо од крајна, само не е нешто кузне колку разликата, дали дека уште сезоната не е почнала, дали нешто друго е во прашање, не знам. За пешачење имаше доста, цела пешачка патека од тука каде што сум јас сместен, до таму каде што бев седна 40 минути некаде имаше, и пешачката патека продолжува, буквално мислам дека околу цел Которски залив имам пешачка патека за да пешачите. А денес тоа беше возењето, фактички од Битола Ресен, Охрид, Дебар, Тирана, па кон Будва, Црна Гора и со крајна дестинација во Херцег Нови, значи не отидов до Неум. Сега да го направам планот за утре, гледам времето, убаво ќе биде сончево, нема да биде облачно и слично како денес многу депресивно, тмурно започна. Меѓутоа барем не врнеше, тоа сепак ќе го речам, треба да бидам благодарен на времето, можеше негде дожд да ме фати и ќе беше уште по-нервозно да речам сета таа ситуација. Малку кратко ова видео, не знам колку ќе испадне, меѓутоа така беше буквално поминување колку да стигнам до некаде беше. Па од има време, па Боже здравје, од утре би требало да почне поинтересниот дел од ова патување и веќе по неколку видеа да се достигне и пикот на сето она што го имам замислено. А тука негде јас си ќе го одјавам ова видео, доколку ви се допадна, притиснете на дугмето лайк и доколку веќе немате, притиснете на дугмето subscribe со цел да бидете известени за моето следно видео. А до тогаш останете поздравени и чувајте се.